прочитаме неколку приказни, кои што верувам ќе ме инспирира да продолжиме посветено да работиме за унапредување на инклузивноста во образованието и со тоа на градењето на едно општество во кое што сите ќе можат да ги уживаат своите права, да се чувствуваат вклучени и во целост да ги остварат своите потенцијали. Добре дојдовте на второто издание на Speech for Inclusion. Добре, ова ќе направиш малку пауза и знаете дека треба да входи. Со овој настан денес го одбележуваме Светскиот ден на социјалната правда, но исто така и го заокружуваме имплементирањето на проектот Инклузивни партнерства во заедниците, кој со поддршката на Европската унија, фондацијата Чекор по Чекор го имплементираше од март 2018 година. Се залагавме за засилена социјална и економска инклузија на лицата со попреченост, преку обезбедување достапност до локални услуги дизајнирани по нивна мерка и работевме на тоа да се зголемат нивните можности за вклучување во процесите на образование и вработување. Официјално да го отвори овој настан ја поканува личноста која повеќе од 20 години посветено работи за унапредување на инклузијата на образованието, извршната директорка на фондацијата Чекор по Чекор Сузана Кираджевска. Мене ми припаѓа овој полисниот дел да ве поздравам и секогаш да ви посакам добре дојде и да ви се заблагодарам на сите што ги следите нашите активности и што не поддржувате во реализација на истите. Денеска, како што каже мојата колешка Кика, е денот, Светскиот ден на социјална правда. Го одбравме овој ден како ден за затварање на овој проект, бидејќи сметаме дека социјалната правда и инклузијата се нешто кое што се уште требаме многу да го негуваме во нашата земја, бидејќи иако декларативно имаме и социјална правда, имаме инклузија, во нашите училишта се уште многу деца, особено оние кои што живеат во руралните средини, децата од сиромашните средини, децата кои што имаат попреченост, навистина им треба многу подобри услови за да можат да ги достигнат своите целосни потенцијали. Ние во фондацијата Чекор по Чекор со социјалната правда се занимаваме од 2000 година и многу наставници поминале низ нашите обуки и со се она што правиме се обидуваме да ги рушиме предрасудите и стереотипите и да направиме подобри услови за децата во нашата земја. Денеска овдека сте вие представниците од 6 општини и од училиштата кои што работеа на реализирање на овој проект. Јас она што го достигнавме заедно со вас во рамките на овој проект ќе го представи мојата колешка Елена, а јас само сакам да ви се заблагодарам за сето она што во текот на изминатите 2 години го направивте, што посветено работевте и што ни помогнавме да ги оствариме целите на овој проект. Без вас ништо од тоа немаше да биде можно, а со вас направивме многу активности кои што ќе имате можност сега да ги видите, ќе имате можност да видите прекрасни фотографии од реализација на активностите во вашите училишта со вашите ученици и затоа сме ви неизмерно благодарни. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте и уживајте во овој настан. Ја поканувам колешката Елена Мишич, која што ја познавате, бидејќи директно со неа комунициравте сиве овие изминати месеци во текот на имплементацијата на проектот да ги представи активностите низ кои што заедно. Како што рече Суза, мене сега ми паѓа во врска потешката. Иако благодарение на вас тоа воопшто не е потешок дел, туку за нас представува чест и големо задоволство. Како ретко досега, ова е еден проект каде што сите учевме едни од други и на моје огромно задоволство сакам да кажам дека ние научивме од вас најмалку исто толку колку што вие се надеваме научивте и од други од нашите експерти и од нас. Ова беше еден доста комплексен проект, каде што самата цел подразбираше повеќе активности кои што се трудеа да заеднички ги одразат потребите на лицата со попреченост во нашето општество, меѓутоа и потребите на нашето општество, за како да се развива понатаму, за да може да одговори на потребите на сите своји граѓани.
граѓани и уште подобри сограѓани. Наверно знаете доста за проектот, барем за својата компонента во која што сите учествувавте. Меѓутоа, ние би сакале да позборуваме малку повеќе за компонентите кои што беа и наменски развиени, меѓутоа и комплементарни една со друга. Зборувавме за една цел да успееме заедно да го подобриме пристапот до услуги за лицата со преченост. Да ги развиеме понатаму капацитетите на сите оние застигнати страни на локалните власти првенствено, меѓутоа и на представниците на граѓанското општество, за да соработуваат и заедно да се развиваат и да ги развиваат своите услуги. Зборувавме за и работевме на подобрување на конкретните услуги, особено во секторот образование и во секторот работување. Зборувавме за оснажување на граѓанскиот сектор, на помалите, поголемите граѓански организации, на организациите како целина, меѓутоа и за поединците во нив. Изборувавме за конкретни активности кои што ни помагаат да разбереме со што се соочуваат лицата со попреченост и поинаку да си ја дефинираме својата улога во рамките на нашето работно место, како да помогнеме на сите. На наше големо задоволство имавме партнери во овој проект. Исклучително сме задоволни што со целата своја енергија и посветеност влегува во овој процес. Работевме со 6 општини, Карпош, Гостивар, Струмица, Тетово, Куманово и Велес, и во тие општини со 13 основни училишта и со 7 средни училишта, конкретно со наставниците, меѓутоа и со директорите, но најмногу со стручната служба. Работевме со 6 граѓански организации во овие општини, Мобилност од Велес, Хендимак од Тетово, Порака наша и Инклузива од Куманово, Вера од Струмица и Сината птица од Скопје. Она што беше и за нас ново, меѓутоа и за сите вас, беше начинот како се обидувавме и мислам дека успеавме да ја подобриме соработката, споделувањето на информации и заедничкото планирање и развивање на активности меѓу сите партнери кои што соработуваат во проектот. Она што направивме и на што сме особено горди е што развивме еден нацрт модел кој што е исклучително лесен за примена и применлив во сите општини во Република Северна Македонија, а со кои општините и се разбира нивните локални партнери може да го проценат степенот на својата собствена инклузивност. Значи да видат што прават, како прават, да размислат за како може подобро во соработка се разбира со одговорниот граѓански сектор да ги подобрат состојанието услуги. Организиравме обука за представници од 13 основни училишта, за нивните инклузивни тимови за полесна и подсоодветна проценка и со ваша соработка за подобрување на процесите на планирање и изведување на наставата во оделенија каде што има вклучени ученици со попреченост. Организиравме обука за ученици од 7 средни училишта, бидејќи се разбира, тие веќе се длабоко навлезени во процесот на соучество во организирање на училишниот живот, меѓутоа за како подобро да ги искористат својата мотивација, енергија и своите способности за лобирање и застапување на потребите на лицата со попреченост во својата средина. Темите кои што беа покриени беа ученичка партиципација, застапување и лобирање, но и социјална правда. Организиравме во овие 6 општини обука за млади лица кои што не се вработени, лица со попреченост, за како полесно и поефективно да се подготват за наоѓање работа и задржување на работно место во еден пазар на труд кој што не е можен инклузивен и покрај сите работи што се прават. Организиравме инклузивни воннаставни и воншколски активности во средните училишта, во кои над 200 ученици заедно се дружеа, се социализираат, соработуваат и креираат. Нивните презентации беа представени на една заедничка средба во декември и меѓу изработките што ги направија беа навистина импресивни ликовни творби, уметнички творби, имаме видеоигра, имаме модикации, имаме уредени ученички дворови и одржани социјални превари и многу други активности. И една од поглавните активности на кои што сме особено горди се локалните акции што ги спроведовме во 6 општини со голема поддршка на општините, се разбира огромен напор на невладината организација, каде што се обидовме да покажеме дека со мали средства, меѓутоа со голема ангажираност, можно е да се организираат и спроведат активности за подобрување на инклузивност и на пристапноста на општината за лица со попреченост. Меѓу нив имате опремена сензорна соба, набавени дидактички наменски материјали за ученици кои што се вклучени во процесот на образование, имаме реновирани тоалети кои што се направени
и најразлични активности кои што се наменети за спорт, рекреација и социализација на лицата со повреđeност. Она што останува покрај нашите сознанија едни за други е она што се надевам дека успеавме да го потикнеме во сите средини кои што работевме, а тоа е засилена мотивација и инспирација сите учесници, сите овие засегнати страни да продолжат да работат на оваа тематика. Вашето присуство денес тука и она што го видовме што се случува на вашите работни места во училиштата, во општините и се разбира во владините ни даваат на вистина гаранција дека ова ќе биде и понатаму така. Ви благодарам. Благодарение на всесрдната поддршка на Европската унија, полесно се справуваме со предизвиците во нашата работа за напредување на инклузивноста во образованието. Имаме чест денес, како своевиден домаќин на овој настан, да ни се обрати програмската раководителка на секторот за образование, родни права и права на лицата со повреđeност на делегацијата на Европската унија Софија Беамонт. For those who don't have English, I hope you have your interpretation headsets. So I'm very pleased to be here to represent the EU delegation. As mentioned, I'm Sophie Beaumont, I'm the Programme Manager for Education. But I also cover disability rights, and my background is actually in the disability movement. I used to be working with the European Disability Forum, so it's an area very close to my heart. And I would like to congratulate you all here today for the important work you've all been doing over the last 2 years and before. And as EU, we want to see you carry on with this energy and dynamics. So we're very interested to see how you will progress in your future activities as well. But I'm here to celebrate the important results of this project, as well as to mark the World Day of Social Justice. As you know, social and economic rights are central to work of this project and lie at the heart of what the EU is about and what we're pleased to support. So we're all here as activists, students, teachers, educationalists, to look at the aspect of inclusive education and how to realise the concept of inclusive education in reality in this country. We know that there are many barriers which children and adults with disabilities face every day, and in particular in relation to education. I myself experience them daily and see very well some of the obstacles children with disabilities and parents of children with disabilities experience in trying to access mainstream education. We need to understand from persons with disabilities themselves about what must be done to better ensure that they can get equal access to quality education. This project which you have been pleased to support, has been working with yourselves as municipalities and grassroots organisations to break down in a very practical way some of these barriers that people with disabilities face in education and in employment. At the same time, it's undertaken important work on awareness raising about the work and what needs to be done to address this disability discrimination, the discrimination that people, children and adults with disabilities experience both directly and indirectly. The EU treaties prohibit discrimination on grounds of disability. The EU, as this country, is a signatory and ratifier of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, as are all the EU member states. So that means that we all have an obligation to roll out what's written in the Convention and actively do so. In terms of promoting equity, social inclusion and active citizenship, it's one of the strategic goals and objectives of the EU. And the European Union, certainly across the EU member states, undertakes ongoing monitoring and reporting of how member states perform in combating disability discrimination.
same time, we're doing this with North Macedonia, the policy dialogue that we have with your government, and in the objectives and targets that we set mutually with your government in terms of achieving clear, verifiable results in terms of addressing what has been committed to and what aligns with EU priorities in terms of non-discrimination, equal opportunities and inclusion. The Ministry of Education has set down clear commitments on inclusive education in the education strategy, but more particularly in the new law on primary education. And I think many of you will be involved, but there is a working group now on developing a concept note for inclusive education. So all stakeholders, in particular students, with disabilities, as well as professionals in the education sector, should participate in shaping and realising the practical steps needed to implement what's written in the law on primary education. But much certainly needs to be done to honour these legal commitments as well as the policy ones. But the European Union is there to support you also through the funding you provide. So in the main funding instrument, the EPA2 programme, we've already committed funds to advance disability inclusion. Funds are committed already for making adaptation to certain school buildings, also to university faculties. I'm quite frustrated with how the university is not, the University of Cyril and Methody could be significantly more accessible than it is. But also in the other projects where we are supporting or actions that we're realising with the different line ministries, we've included clear language on disability inclusion. We also envisage important support for teacher professional development. And also, we anticipate a scholarship programme for children with disabilities and schools to advance inclusive education will begin later this year. I don't want to speak further because I'm really here to listen to you. But I wish to again congratulate you on all your work, but there's still so much to do. So we need your energy and commitment for the next part of the process. And the EU is always there to support you. Thank you very much. Благодариме на Софи за незиното обраќање и сега следува и официјалниот дел од програмата. Тој го почнуваме со инспиративната приказна на нашиот драг долгогодишен соработник, деканот на Коледжот за образование и човечки развој при Универзитетот Джордж Мейсон во Вирџинија, во Соединетите Американски држави, доктор Марк Гинзберг. Среќавањето со професорот Гинзберг е секогаш инспирација да се потсетиме зошто ја сакаме нашата професија, нашата работа во образованието. Денеска ни зборува за важноста на заложбите за квалитетно образование за децата и младите од различните ранливи групи. Професор Марк, welcome. Coming to life on the screen in front of you. Good morning. Yeah, you jinxed it. I did? Uh-oh. It was about 30 years ago, I think, so I'm glad to look so young in the photograph. Thank you so much. It's wonderful to be back in Skopje, to have a chance to talk with you about some very important issues. My topic today is inclusion.
that's really what this conference is about. That's what the morning is about, is thinking about best practices to include all, to educate all, and to be sure that all can be successful. Let me start by thanking the International Step-by-Step organization and the foundation here in Skopje, my great friends. I tell my friends that I come to Skopje often to see friends and colleagues and to eat your great food. And so I'm looking forward to seeing many good friends today and having a chance to spend time with you and others over the course of the morning. Let me begin by welcoming you from George Mason University in Fairfax, Virginia. George Mason is the largest public research university in Virginia, a top-tier university in the United States, and our College of Education and Human Development. And begin by quoting Nelson Mandela. Mandela, the former head of South Africa, a respected leader in the world who knows something about inclusion and knows something about discrimination. Nelson Mandela once said that education is the most powerful weapon that we can use to change the world. And Horace Mann, one of the great American education reformers of the 1900s, also said some years ago that education is the great equalizer. Well, if we want to change the world, and we want to be sure that there's an equal playing field for all, then inclusion is one of the most important strategies that we can use. There we go. And what a pleasure to be here on a day where we celebrate social justice. Because social justice at its heart is truly about inclusion. It's about leveling the playing field. It's about making certain that each of us, making sure that all of us have an equal opportunity to be successful in our lives through education and through services and through integrating those of us with different abilities rather than segregating those of us who have abilities different from ourselves. By integration, not segregation. And the tree of life in front of you is a depiction of many different people, many different colors representing different abilities, different languages, different ways of learning, different ways of moving, different ways of communicating, different ways of singing or not singing. It's a tree that we celebrate difference. We celebrate difference because educating all, not only educating some, educating all, not educating some, is the basis for this conversation. It's also important that we spend time not only getting our children ready to succeed in schools, but those of us in education must understand that our primary objective is to be sure that schools are ready to help children succeed. That schools are ready to meet the needs of each of our children, independent of their ability. To create opportunities for all by getting schools ready to serve each. And we sometimes talk about special education, and we do that because individuals with different abilities are indeed special. They may be different, but they're no less important. And so when we talk about special education, I talk about the importance of celebrating the specialness of each. Not segregating the differences that we experience, but celebrating each of us as being special. Because learning has no bounds. We have to be sure everybody is in bounds for learning, not out of bounds for learning. And here's some of the children that we serve. Just a brief photo tour of some of the children that we serve in our community in Virginia and our university, George Mason. You can see a little bit about how we include kids in their learning, regardless of their ability or their opportunities. Wonderful looking kids who you're seeing on their faces the joy that they experience when they have the opportunity to learn. These are children, whether they can walk and whether they can talk and whether they can speak or whether they can see or hear. These are all children that deserve the very best from us as educators. Children who deserve to have the opportunities that each of us have because we are better when all of us have these opportunities. Not sure we can. There we go. Some adults also, and let's not forget that learning doesn't stop at age 18. Learning doesn't stop when children finish high school.
Learning goes on over the entire course of one's life. These are some adults who learn differently than all of us, and they too need to be considered when we think about inclusion. And I want to spend a moment talking about this picture. These are a group of students at George Mason University who participate in a program we call Mason Life. They're students who have significant intellectual disabilities who come to our campus at about age 18 and stay with us for 4 or 5 years. And they have the opportunity to participate in a university-based academic program that provides them with both unique opportunities that are developmentally appropriate to how they learn, but also include them in all aspects of our university life. Some of them take some classes that are specially designed for them, but they all also take classes that all of our university students take. They live in our dormitories on the campus, they eat in our dining halls, they participate in campus activities. They in fact are included in our university because our university believes in inclusion. And Mason Life, I think, is a wonderful example as you think about not just early young children, not just you think about children in the high schools, but as you think about young adults and helping them to thrive and so they can succeed over the course of their life. Programs like this are very important because it's not about disability, it's about ability. It's not about the DIS, it's about the ABILITY. It's about making sure that we maximize and leverage the abilities that each of us have. And we're all like snowflakes. You know, this is a great metaphor. I always think that when the snow falls, if you look at snowflakes under a microscope, if you can keep them cold enough, they're all different. But when they come together and they form the snow that we ski on, perhaps, we don't think of the individual, we think of the whole. And as we think of individuals who have abilities different from ourselves, let's think of them as snowflakes, making the sidewalks beautiful. The snowflakes together are better than the snowflakes alone. And we want to empower. We want to empower all to succeed. We want to give them opportunities. And we do that through what I call the 5 Ps. By people who are well-trained and ready and capable and have the capacity to help all of us meet needs that are appropriate to ourselves. By places, by finding and developing and forming and building places that allow all of us to come together, not under different roofs, but under one roof, so that we learn from each other and we experience each other and we include each other in our communities. By policies, laws governing difference, so that we embrace difference and create policies and laws that maximize the opportunities for all. And we create programs, and policies permit us to create programs that provide opportunities for each. And that our practices as professionals, as educators, as psychologists and social workers, as government policy individuals, that all of us seek to have practices in our own professional lives, practices in each of our professional lives that embolden and empower those with abilities different from ourselves by including them, not excluding them, by integrating them, not segregating them. And finally, to create knowledge, skills, and abilities that are appropriate for all and creating expectations that allow all of us to reach for the stars. Not just some of us to reach for the stars, but all of us to reach for our stars. And it's very important. I want to close with a couple of comments to say that as we develop teacher education programs, as we develop programs that train social workers and psychologists for our schools, as we develop programs that provide the training necessary for people to work in educational settings and educational environments, that it's not only important and critical, it's essential. It's essential that all educators and professional practitioners in schools have not only a basic understanding of difference, but have a clear and present understanding of evidence-based practices that are based upon principles of inclusion and that allow and provide opportunities through our practices in schools so that all can succeed. This is really important because we know that the quality of programs that meet the needs of all are dependent upon those who are teaching so that those who teach can learn. It's our responsibility as educators, it's our responsibility as professionals to be sure that today's generation of teachers and tomorrow's teachers who are learning to teach today in the universities of
your communities, know about meeting the needs of all by current evidence-based practices that allow all to succeed. And that includes not only the persons who are in teacher education programs now, but also those who are currently teaching, that they can expand and broaden and enhance their own abilities so that they can too learn about current practices. And let me close with a quote. Some people say that it's either about doing things right or doing the right thing. I say it's both. It's both about doing things right and also about doing the right thing. And if we do things right, and if we do the right thing for those who have abilities different from ourselves, we will be part of an enterprise that creates a society that is beneficial for all. And what better thing can we be part of? So I urge you to do both. To do things right and do the right thing. Сега ми останува да ја најавам нашата следна говорничка, која што за жал не можеше да биде денес со нас, но затоа ни испрати една инспиративна видеопорака. Луѓето Адени, освен што секојдневно ги поместува своите граници, безрезервно се залага за напредување на правата на сите лица кои што живеат со попречености. Ова е нејзината порака за вас. Здраво, драга публика. Жалам што денеска не сум таму присутна, да ја почувствувам вашата енергија, вашиот оптимизам, вашиот позитивизам и да имаме таа синергија, но за среќа имаме технологии кои што ни овозможуваат и кога физички не сме присутни да бидам таму пред вас и да ја соопштам, да ја раскажам впрочем мојата приказна. Мојата приказна е малку, како да ја кажам, не поразлична, зашто сите ние си имаме наши приказни, со своји нијанси на среќа, тага, предизвици, болка, борби и така натаму. Но се разликува во тоа што сум лице што има физичка попреченост и лице што има ретка болест. Во ретките болести знаете дека самиот зборедок колку тоа е тешко и ретко да се најдат и лекови. Но, за среќа, или за, не знам како да го наречем другото, за моја сатисфакција духовна пред се соочив со тоа и се помирив, да кажам условно, дека не секогаш животот може да ми биде така едноставен и не секогаш дека тој третман што заслужувам да го имам како лице со таа одредена болест ќе ја добијам во сопствената држава, во сопствениот здравствен систем. Како што поминува годините, вие растете, нели, и гледате дека се разликувате од останатите, од тоа, во начинот први физички, како се движите, како ја носите ногата или тој екстремитет со себе. Така и со мене. Поминаа години, додека дојде до сознание дека тоа е тоа, јас ја носам болеста, без разлика дали имав среќа да учам со деца што нема некаква физичка или друга попреченост и среќна сум заради тоа, заради таа инклузија или сеопфатност во образовниот систем. Иако, нормално, со тек на годините знаеше тоа да представува и проблем, децата се најчистата душа, најискрените, децата се најискрени. И тие кога гледат нешто различно, сакат или да те имитираат, но со таа искреност и чистина што имаат во себе, не знаат дека со тоа може некогаш и болка да предизвикуваат кај лицето што го носи одредениот хендикеп. Помина детството, како што помина, со убави и неубави работи, и дојде еден момент кога вие се сознавате себе си и тогаш доаѓаат тие искрени желби за животот. Мојата љубов на планините била одамнешна, но знаете, родителите некогаш од таа
преголема загриженост, да не се повредите, па лекарите со нивните совети, да не обтоварите ногата и така натаму. Мислам дека тоа е невозможна мисија за мене. И така и се случи. Годините поминува, јас никако да земам храброст и да го направам првиот чекор да планинарам. Дури движењата што ги правев, особено да речам пешачењата, ми беа ограничени, не смееш толку, не смееш малку, додека се случи еден ден да се најдам во Струга, тоа беше негде 17 август, чинам, 2016 година. Моја пријателка исто, која што има физичка попреченост, вика: Лули, ќе ти се исполни сонот. Знаеш дека присуствуваат на кампување преку 150 планинари од неколку земји во Балканот. Те молам, дојди, види. На вистина, кога отидов таму, видов таа енергија, позитивизам и викам: вау, на вистина јас сум тука меѓу планинарите и му одам на водичот и му велам: јас утре ќе дојам со вас да планинарам. Вика: Лули, не, први треба да отидеш, да видиш лекарот што ќе каже едно друго, па да видиме како ќе планинариш. Верувајте, ништо не можеше да ме спречи. Вечерта не може да заспиам од возбуда до кај 2,5 часот така, а требаше да станам во 5,5, нели во 6 да тргнеме да планинариме. Во 5 часот мајка ми пред врата: нема нигде да отидеш, ќе умреш по планиње во ова, она. Се случи. Отидов во 6 часот со бајле, пред време бев на станицата кај што требаше да тргнеме и така и се случи. Токму на 18 август 2016 јас го искачив мојот прв планинарски врв. И реков: да, можам да го направам тоа. И така продолжив да планинарам, се додека не се случи уште еден голем пат поразителен, да кажам, од страствен аспект секако, кога 7 месеци требаше да бидам непокретна. Тогаш не ми помогна сите, да кажам, и најсофистицираните методи на лекување, хипербаркомората што ја користев до тогаш со кислород, не знам, секакви комбинации на лекарства, и имав среќа да се сретнам со еден хемичар од Албанија, кој што на алтернативен начин, го поздравувам искрено од тука, успеа да ме извади буквално од постела на смртта, па дури ампутација ми се спремаше. Чекав 2 месеци да ампутирам ногата во Виена. Успеавме со многу вода, со многу суплементи да ја спасиме ногата. Но не заврши се до тука. После 2 месеци, значи 7 месеци непокретност, 2 месеци третман алтернатива, без никаков медикамент, збора медикамент, лекарства, антибиотици, тоа се, со откажување на хемотерапија. Јас ова се не го кажувам, свекна сум што постои медицината, современата медицина и што имаме лекари, но ете, кај мене, ова другото направи таков исчекор што буквално од постела ме искачи повторно на врв, на планина. После 2 месеци се спремаше, мај месечина, традиционалното искачување на Љуботен. Љуботен е еден убав врв, планина на Кајшара, и можете да го искачите од двете страни, и од македонска страна и од косовска страна. Се случи јас да решам повторно, значи покрај целата таа состојба моја што бев 7 месеци непокретна, да посакам уште еднаш да искачам планина, да искачам врв. Дури верувајте, јас ги подарив сите мои алишта, планинарски, ранци, се што можев од опрема, мислам дека никогаш нема да искачам планина. Но се случи обратното. Му се јавувам на водичот, да кажам, што ме лекуваше со таа алтернатива, му се јавив и го прашав: господине Хетем Рамадани, дали јас во оваа состојба што сум можам да го искачам Љуботен? И само ме праша: дали ти се гледаш на врвот? Мојот одговор беше: да, јас на врвот сум. И утре дента тргнав за Косово и се случи. Отидов, прашав 20 планинари. Од тие 20 планинари, ниту еден, само 20 ми кажа дека Љули можеш. Тие 18 рекоа: не, во оваа состојба нема шанси, уште има храна на ногата, уште нормално се движев со помош на патерицата, но се случи. Толку ми беше таа желба да го гледам Љуботен, да го гледам од врвот. И го искачев. Направив преврска горе и се симнав.
После љуботен, јас не престанав да искачувам врвови. Не ги броев веќе. Не ги броев по тоа колку надморска висина имат, туку по тоа колку технички се тие тешки. Да, се случи лекувањето, се чувствував здрава како дрен, но тоа требаше некаде да се потврди, како да кажам, да добијам институционална потврда дека навистина немам ништо канцерогено во себе. Отидов во Љубљана. Полета во Љубљана и таму после сите тие испитувања ми кажа дека да, чиста си, немаш ништо канцерогено во тебе. Тогаш се свртив на кај Триглав и реков да, до година јас ќе да искачам. Беше едно ветување кон себе, беше едно ветување кон моите тешкоти, предизвици, што сум ги поминала и како дете, па и како возрастна личност понатаму. И токму така, од 7 месеци во постела, од лекарски наводи за ампутација, па дури смрт, јас успеав да запишувам историја, да го врежам моето име во Триглав. Со тоа што, токму со ова патерица, вака имам подигнато и таму, успеав да станам првата жена со физичка попреченост што некогаш го искачила Триглав. Уште нешто само за на крај. Сакајте се, смеете се, бидејќи смеењето е здравје, но може да видите човек како без нога се смее, но човек без надеж не можете да видите дека се смее. Имајте секогаш надеж и верба во себе. Сакајте се. Неверојатно инспиративна приказна. Наставно го продолжуваме со приказната за своето искуство, научените лекции и инспирациите за некои следни активности. На еден од највпечатливите учесници во младинските клубови кои што ги формиравме во училиштата во рамките на проектот Инклузивни партнерства во заедниците. Со нас денес е Виктор Вукас Јовановски од Општинското средно техничко училиште Гостивар од Гостивар. Повели Виктор. Представници од државните институти, од општините, од невладините организации, од училишта, почитувани ученици, дами и господа, мене како ученик од Гостивар ми припадна честа да ве поздравам во име на моето училиште и да ви се заблагодарам за соработката во сите активности што се спроведа во нашето училиште во рамките на овој проект. Кога зборувам денес, зборувам во името на моето училиште и на членовите на ученичките клубови кои се формираат како дел од овој проект и во кои заедно работевме на активности од наш интерес. Особено ни значи што овие активности, заедно со нашите ментори, ги реализиравме во инклузивна средина, каде меѓусебно се запознававме и секој од нас имаше можност да ги развива своите интереси и вешти. И сакам да ве запознам со текот на активностите во нашето училиште. Кај нас се формира 3 ученички клуба, и тоа електроклуб, машински клуб и клуб за архитектура. Електроклубот под менторство на нашиот наставник Чемо Дема и машинскиот клуб под менторство на наставникот Бошко Самойловски ги здружија своите сили и способности се со цел да изработат возила на електричен погон, така наречено електромобил, во кој голем дел ќе се напојува од обновлив извор, односно сончева енергија. Членовите на Општинскиот клуб изработија конструкциите на возилото, подвозието и управувањето, а членовите на електроклубот беа задолжени за погонскиот дел. Помењето на батериите од струјното коло и фотоволтаикот, ваквото возило со комбинирана енергија придонесува за почист воздух и намалување на загадувањето од штетни гасови. Од друга страна, членовите на клубот за архитектура од менторство на наставникот Лазар Лазаревски рачно изработија помошен канцелариски прибор од еколошки материјали, и тоа картон, хартија и т.н. Целта им беше да покаже дека сите овие предмети може да се изработуваат од материјали кои не ја загадуваат околината. За нас беше особено значајно да се посветиме на овие теми, обврзани со намалување на загадувањето, особено со оглед на тоа колку ова е важно и горлива тема во нашето општество денес.
Но оно што беше уште поважно за нас беше можноста во сите три клуба да учествуваме и заедно да работиме. Ученици од различна национална припадност со најразлични особини, можности и способности. Работејќи на овој начин, учениците покажаа и докажаа дека различностите не се пречка, туку се богатство. Ние научивме дека е предност да работиме заедно, да се посветиме заедно на нашите интереси, да се осврнеме на работите што не зближуваат, но и да ги почитуваме различностите, заедно да се радуваме на постигнатиот резултат. Освен нашата работа во клубовите, особено сме среќни што може да споделиме дека како дел од овој проект нашето училиште стана попристапно за лица со попречености, бидејќи од училишните тоалети беше целосно адаптиран за може да биде пристапен за учениците со телесни попречености и ученици со ограничена мобилност. На крајот, сакам да упатам едно огромно благодарам до фондацијата Чекор по Чекор, до Сдруженијето Хендимак, до општина Гостивар, која овозможила оваа соработа и придонесла за нашето училиште, да стане пример за инклузивно училиште во целиот регион, во кој сите ученици се исти и имаат еднакви можности и услови. Се надеваме дека нашата соработка нема да заврши тука. Туку уште повеќе ќе се продлабочи и нашето училиште и целата општина Гостивар да стане вистински дом на сите деца и возрасти, без разлика на нивните попречености, можности и способности. Благодарам. И благодариме Виктор. Имавме еден ученик, а имаме и една учителка, една наставничка, која што ќе ни зборува за нашата одговорност како учители да создаваме училници во кои што сите деца ќе се чувствуваат вклучени и ќе можат во целост да ги остварат своите потенцијали. Училници кои што ќе бидат пример за правични заедници, онолку правични како што сакаме да бидат нашите општества. Повелете Магдалина Мојсовска од Основното училиште Димо Хаджидимов од Скопје. Почитувани, најнапред да изразам својата чест и задоволство да ви се обратам на еден ваков настан, со оглед на тоа што доаѓам од средина од која што инклузијата не е веќе проект, туку буквално инклузијата наша е секојдневна. Ќе започнеме со нешто што едноставно треба да ни дозволи да кажеме дека таа е дел од секојдневието, затоа што моето инклузивно притисување започна со една едноставна топка. Не е случајно што топката е носам со мене, затоа што во оваа прилика сакам да кажам дека првото обраќање како наставник во деленска настава кон сите ученици започна токму со една одлична топка. Зошто? Така што секој ученик успеа да го поведам во комуникацијата. Ја подававме топка, секој имаше потреба и можност да се представи. Меѓутоа, не секој умееше тоа да го направи. Едноставно ја подававме топката, без разлика дали секој ќе може да се представи, ќе може да каже, ќе знае нешто посебно за себе. Едноставно имавме потреба да се прифатиме колку сме ние слични, а сепак различни. Од друга страна, испаѓа дека таа топка ни ја воспостави комуникацијата и ни овозможи меѓусебно да се запознаваме. Доколку учениците не беа во можност да се представат, тогаш наставничката ги представуваше. Едноставно, секој дозна дека треба да имаме доволно трпение и да истраеме на патот на спознавање на себе си и на други. Кога започнав со работа во деленска настава, имав можност да ги запознавам сите ведри мали лица за кои што наставничката представуваше себе. Успеавме да воспоставиме комуникација, но сепак главната улога ја имаат децата. Учениците секојдневно прифаќаа активности во кои што можеа активно да учествуваат. Па секоја игра беше добро осмислена, иако во реализацијата имаше и така наречени нови моменти, кои не секогаш можевме ниту ние, ниту тие да ги предвидиме. Сите меѓусебно се дружевме, учевме и се навикнувавме едни на други. Учениците се дружеа, меѓутоа не само во училиштето, се дружеа на родендени,
одеа на забава. Ги придружуваа и родителите. Па соработката со сите родители навистина беше на завидно ниво. Секојдневно сите растевме, имавме чувство дека учиме едни од други, без оглед на возраста, без оглед на тоа дали сме ученици или наставници. Текнати беа голем број познанства и разменети искуства, кои што понатаму ни беа патоказ при прифаќање и спознавање на себе си и на сите околу нас. Никому не му пречеа потребите на другиот и сите детски мали недоразбирања прифаќавме само како нови предизвици. Многу често умеевме да се честиме со пуканки и смоки. Не случајно со пуканки и смоки, затоа што требаше да препознаеме дека постои храна со глутен и храна без глутен. Се дружевме без разлика дали некој не јаде месо, можеби некој не сега макарони. Заедно бевме дури и на настава во природа. Едноставно бевме сите здружени и единствени. За некои ученици тоа беше прв пат да појдат на патување без придружба на своите родители. Иако родителите се незаменливи, во соработката со целата наша заедничка поддршка, овој пат имаа можност да ги совладаат своите нови предизвици. Имаа другарчиња цимери, кои што беа поддршка дури и на учениците, кои што заради околностите во кои што растат и живеат, мораа да отидат на збиење во точно определено време. Па дружењето продолжуваше по реализација на сите наставни активности. Меѓутоа, не беше се забава и дружење. Учевме нови загадки, игри, стекнувавме нови вештини, ги збогатувавме не само знаењата, туку и расположението. Се создаваа нови пријателства. Секој ученик имаше можност да стекнува нови искуства. Тука бевме ние, наставниците, да бидеме поддршка за учениците. Меѓутоа, и училиштето како институција. Во нашето училиште бележиме исклучителни резултати на ученици, кои што едноставно успеале покрај сите секојдневни ученички обврски да успеат и во одредени области на спортот. Затоа денес се гордееме со добиени признанија освоени на турнири и надпревари во пливање, со наши рекордери секој во својата категорија. Едноставно, сите тие се деца, меѓутоа за нас сите тие се шампиони, а ние, како училиште и заедница, сме застанале зад нив, кога требало да ги оправдаме, да им помогнеме, да ги совладаат сите обврски и задачи кои што ги имале, а сепак да успеат во својата крајна цел. Нашето секојдневие е навистина богато, па заедно садиме цвеќиња, заедно храниме гулави. Секојдневието ни станува се поубаво и повесело. Имаме ситуации кога на некој ученик многу му значи и кога заеднички собираме салфети или сликички. Не заради друго, туку затоа што треба да ја опише салфетката, треба да научи нешто ново, треба да спозна, треба да преброи. Едноставно, ако сме се држале до наставните предмети и наставните програми, онакви какви што се, тогаш таа цел едноставно не би можеле да ја постигнеме. Од друга страна, со задоволство се радуваме на секоја снежна зима. Се прашувате зошто? Затоа што ја користиме за нашите нови зимски радости. Па нашите силуети во снегот ја изразуваат нашата радост, нашиот дух, нашата желба за игра. Нашите снежковци некогаш имаат нос од морков, некогаш имаат метла, меѓутоа некогаш немаме ни снежко. Тоа е само куп снег по кој што децата се тркалаат, се радуваат, се смеат и едноставно се среќаат. Но нашите денови не се исполнети само со игри и задоволства, туку и со многобројни активности на часовите. Учењето го реализираме како можност за напредок. Да се прифати некој е доблест и за секој тинејџер особено важен момент. Но не само за нив, туку и на сите, на кој што ми е потребно разбирање, друштво, соработка и помош. Разменуваме знаење и искуства и го ширеме процесот на меѓусебна поддршка. Организираме различни работилници, дружења и состаноци за надополнување на знаењата и способностите на сите нас. Родителите ни се најблиските пријатели на учениците, најблиските пријатели и соработници со училиштето, а училиштето ни представува можност
да јакнеме способноста, знаењата и афинитетите на секој поединец. Можноста да се биде присутен во училиштето заедно со близок член на семејството, стручно лице или едноставно да се добие постојана поддршка е услов за успешна работа. Се нижат пријателства и искуства. Меѓутоа, проекти од ваков тип, како што е овој проект за инклузивните партнерства во заедницата, сите оние проекти, активности, семинари и работилници кои беа организирани преку УНИЦЕФ и се она што подразбира меѓусебна дружба и поделување на искуства се дополнителен мотив за сите нас. Едноставно, не смееме да запреме тука. Треба да ги искористиме сите можности кои што ги имаат другите, да создадеме нови и да бидеме единствени, такви какви што се очекува и сакаме да се очекува од нас и сакаме и можеме да бидеме. Денес дел од учениците од нашето училиште учат од оделенска, преминаа во предметна настава, меѓутоа дел од учениците на кои сме особено горди се веќе средношколци, а имаме и ученици чии што деца се денес мои првачи. Тоа умее да биде интересно, сознание за нивните мали умни глави. Замислете, мојата наставничка им била наставничка на моите родители, мајка или татко. Колку интересно сознание за децата, доказ за зрелоста, искуството, но и годините на наставничка. Тоа е така во светот на возрастите. Интересно секогаш, кога анекдоти и сведоштва се показатели за нашето безгрижно детство. Заеднички сите учествуваме на базари, спортски надпревари и забави. Разбираме се што е потреба и желба, но тоа не го разбираме само за да го разбираме, го разбираме затоа што во нашата средина разбирањето на секој поединец со неговата едноставност и единственост представува начин на работа. Отворени сме за соработка и за надминување на сите стереотипи како дополнителен мотив за успешно учење. Истражуваме, соработуваме, споделуваме искуства и наоѓаме решенија кои што се носители на моделот за професионално и одговорно завршена работа. Создавањето на соодветни услови за работа на секој ученик е предизвик во услови на современото живење. Секако во согласност со просторните и техничките можности на училиште. Можноста за користење на асистивната технологија во наставата овозможува дополнителен мотив за работа. Например, користење тастатура со значително поголеми типки за пишување, понатаму монитор на допир, трекбол, палка, трекбол, глувче, се можност да се биде посебен, успешен, разбран и прифатен во средина. Процесот на инклузија и во нашата средина е функционален повеќе од 20 години, меѓутоа главно представува комуникација и прифаќање на секого со неговата единственост. Комуникацијата и игривите активности представуваат нитка кои го поврзуваат нашиот, светот на возрастните со светот на децата. Комуникацијата континуирано се подобрува со организирање на дисеминации, по секој одржан семинар, работилница или советување. На овој начин ги пренесуваме сознанијата и ги потврдуваме проверените информации. Имаме објавен прирачник за инклузија на наставниците. По принцип, некој знае што, меѓутоа, сето наше знаење, сето она што го имаме како наше искуство, овозможува да го споделиме и сето тоа може да стане појдобна точка за воспоставување на функционален инклузивен систем и во другите средини и училишта. Постоењето на стручен тим за работа, составен од искусни наставници, стручни лица и ангажирани родители, прави образовниот процес да биде поквалитетен. Себе промоцијата на наставниот кадар се случува преку решавање на нови ситуации, а за жал нови ситуации секогаш има. Да се вратиме на топката, како предметот за меѓусебно запознавање. Но ова беше само еден пример за воспоставување на успешна комуникација и солидни резултати во процесот на учење. За разлика од топката, си споменувам за почетокот на моето вработување во истото училиште. Работев како наставничка по информатика, а мојата врска и сојузник во работата со учениците беше компјутерот. Учевме низ игри и презентации,
Примерите беа можност да се усвојат нови знања и да се стекнат различни вештини. Па ако некој не знае, се извинувам, ако некој знае да чита и пишува, а има потешкоти и со слухот или говорот, тогаш можеше целисходно да ја користи тастатурата, а тастатурата знаеше и можеше се. Се прашувате, а како знам дека е така? Па допират на секој копче, на секоја типка од тастатурата ја регистрира модиноста на стисокот на прстите. На тој начин се развива моториката на прстите, зглобовите на рацете, па возбудата и очекувањето да го видиме записот на мониторот беа дополнителни сојузници. Но не значеше дека треба да пишуваме само текстови или треба само презентации и игри да гледаме на часовите. Можеме да цртаме, запознавајќи се со моќта на компјутерското клупче. Често пати цртањето можеше да не доведе до сознание за мотивацијата и расположението на ученикот. Едноставно, преку цртањето го спознававме сето она што може да го чувствува, замислува, а не секогаш може да го каже секој поединец. Се што не сме во можност да споделиме преку изустен говор или слушнат глас, можеме да видиме преку илустрирани слики. Па секоја линија, секоја точка, изборот на боја, форма, па дури и форматот на самиот приказ ни кажуваа многу за ученикот како креатор. Така дознававме за неговите мисли, за неговите чувства, едноставно го разбирахме. Сите имаат мобилни телефони и компјутери, но оваа прилика има можност да ви ја подадам оваа топка. Нека оваа топка на некој начин овозможи почеток на успешна комуникација. Да се прифаќаме такви какви што сме, затоа што светот е поубав и подобар кога има сите нас, единствени, дружени и хумани. И за крај, ако се повикаме на добро познатите јапонски тајни за среќата, тогаш ќе знаеме дека секој собирање треба да биде забава за сите нас, а секој миг да го чувствуваме како посебен и важен. Верувам дека по оваа средба сите заедно ќе успеваме да ги ловиме само убавите моменти и да се чувствуваме посредни. Благодариме на Магдалина, ова беше навистина искусно и софатно. Сега полека го затвараме настанот со нашата последна говорничка. За секојдневните предизвици на лингвистите, на оние кои што немаат еднакви стартни позиции и во неудобни чеки, течат во непредвидлива, трнлива патека со многу препреки. Но и за вербата, упорноста и страјноста од така, која што прераснала во пожртвувана борба за сите лица со повреченост. Ќе ни зборува Благица Димитровска од нашата партнерска организација Инклузива од Марко. Благица не заборави да каже дека сум родител на подрасен син со повреченост. Тоа е најважната функција во мојот живот и мотивот што денеска се гурам да ги застапувам правата на лицата со повреченост. Значи вака, повреченоста не е во лицето. Лицето не е со повреченост, повреченоста е околината. Сите прво тоа треба да го помислиме пред да зборуваме за оваа категорија на граѓани. Сите треба да знаеме дека сите сме различни. Разликите од човек до човек се богати. Општество, каде што се почитуваат различностите на луѓето, е најбогатото општество на планетата Земја. Ова ви го кажувам од едно лично искуство, но и од искуство во работата во невладината организација. Секојдневно, самото лице и неговото семејство се соочува со низа бариери, кои потекнуваат од различни предизвици, кои се создадени од луѓето. Ниедна бариера и предизвик на лицето со повреченост не е предизвикало лицето, туку ние
со низа други бариери. Првите бариери се дискриминативни, односно стереотипите и предрасудите кон оваа категорија на граѓани. Попреченоста е една состојба која може да се случи и најверојатно ќе ја доживее секој човек. Се случува при самото раѓање, во раното детство, при човекот кога е во работен однос, но и во староста. Попреченоста може да биде привремена, но и трајна. Сите треба да сме свесни дека создаваме услови за нас, за сите луѓе, не само за лицата со попреченост. Ќе ви кажам пример од настанувањето на попреченоста на мојот син, затоа што беше здраво бебенце. Во момент изгуби свест, не знам што се случило за него, немаше никаква најава на болест. Првата реакција во болницата беше страшна, што остави трајни последици на целото семејство. Ми соопштија дека нема да преживеа без трунка разбирање за родителските чувства. Тој беше борец, преживеа, но не научи како да се бориме, како да живееме насмејани. Затоа што од тој ден намаму, друго немаше ништо повеќе важност во нашите животи, отколку неговото исправање на нозе. Подоцна во период на рана детска возраст, ни препорачува дека не треба да живее со нас, дека треба да живее во дом, во деликатност, дека никогаш нема да го слушнам зборот мамо од неговите усти, што не беше точно. Значи, тоа не беше предмет што на некого треба да го подарам и да го дадам и да се откажам. Тоа беше моето дете, ми даваа такви препораки. Не можам да сватам дали луѓето спротив мене имаат чувства. Дека тоа е дел од мене, дел од нашето семејство и дека треба да живее со нас. Расташе Александар, раставме и ние како луѓе. Луѓе кои имаат чувства за несреќите и на другите луѓе. Не научи што е најважно во животот, дека е најважно среќата, здравјето и почитувањето помеѓу себе. Втората бариера во самото општество, која не е ни допрена, мислам од таа далечна 1985, кога настана попреченоста кај сине, тоа се физичките бариерите во животната средина. Секојдневно се соочуваме со физички бариери, кои посебно ги попречуваат лицата со телесна повреденост да живеат еднакво како останатите во локалната заедница. Што се подразбира под ова? Не ги гледаме луѓето кои користат помагала, не ги гледаме кои користат количка и разни други помошни средства за да можат да се движат. Зошто не ги гледаме ние? Не сакаат тие да бидат затворени во 4 зида. Ниеден човек не сака да живее во затворен простор. Сакаат да се заедно со нас. Ние не создадовме услови и се уште не ги создаваме. Секојдневно растат згради и објекти кои не се пристапни, кои немаат рамки, кои немаат лифтови, но не спуштените држави. Не да го правиме тоа само за оваа категорија на граѓани. Тие сите работи не се потребни на нас, на повеќето луѓе. Особено во училиштата, ако постои лифти го користат и наставниците, и родителите, и бабите, и дедовците кои ги носат децата во училиште. Значи не се прави тоа нешто само за детето со попреченост да биде вклучено, туку за сите останати. Често го слушам зборот деца, лица со посебни потреби.
Сите треба да размислиме какви се тие посебни потреби што ги имаат овие деца или лица. Сакаат да живеат, сакаат да се смеат, сакаат да се вклучат во заедницата, а тоа е на секој човек потребно. Во образовниот процес сакаше да се вклучи син ми, но немаше можност. Значи, тука малку се разликуваме од тоа време до сега. Сега децата со попреченост имаат можност, но со новиот закон се повеќе ги има во училишните клуби и ги имаат можност да се образуваат. Ние живееме во стаблена зграда каде што беа 3 врсници, 3 машки деца врсници, од кои едниот беше мојот син. Се уште, кога ќе дојде 1 септември, мене ми е најтажниот ден во живот. Дојде 1 септември, кога требаше да тргнат по училиште, секојдневно беа заедно. Двете деца тргнаа. Мојот син не трчеше во нив да оди во училиште. Не вратија од врата. Зошто? Затоа што беше поинако или поразличен од другите деца. Молев да ме пуштат заедно со него барем 1 час со врсниците. Не пуштија. Останавме дома, но повторно се дружевме со децата. За негова несреќа, но секако и за наша несреќа, на 8 години старшинога и од погрешна анестезија добија епилепсија, што и денес ја има, но не се носи ни со тоа, но дојде период кога требаше да се изсилиме од местото на живење. Поради физичките бариери живееме на 3 кат и не смееме да ризикуваме неговиот живот, затоа што немаше лифт, а секојдневно кој знае колку пати да сакаше да излезе да се игра со децата. Го решивме тоа прашање, излеговме станот и градевме куќа. Но сето тоа се трошоци што многу влијаа на семејството. Зошто влијае? Затоа што еден од родителите не може да работи. Не е во можност поради грижа и нега за своето дете, но и поради третманите, рехабилитацијата, што треба да му ја служи, го остава семејството на маргините и не може понатаму да биде економски зајавно. Детето со попреченост што не е образовано, ако не се создадени услови во образовниот процес, никогаш нема да може да биде во работен однос и да може да се грижи за себе, бидејќи треба дополнителни средства. Верувајте, според последното истражување што го правиме, едно семејство со член со попреченост има тројно поголеми трошоци од семејство кое нема член со попреченост. Тоа треба финансиски да се издржи за да може семејството да преживее. Значи, тоа се оние физичките бариери кои допринесуваат за низа предизвици во животот и на самото лице со попреченост, но и на семејството. Третиот предизвик е информации и комуникации. Повеќето лица, но и семејствата, не се информирани за своите права, за своите загарантирани права. Во тоа време ние бевме уште по-неинформирани. Јас бев 21 година кога се случи ова што се случи. Никој немаше да ни каже што имаме право како семејство, па за да можам понатаму да пренесам на мојот син, за да знае да се бори за своите права. На 11 години ја доби првата категоризација, за да можеме некои права да остави. Јас бев во работен однос од уште кога се роди тој, но дојде период кога не може веќе да работам, затоа што требаше некој да се грижи, тој не можеше да посветува ниту образовен процес, ниту граѓанство во тоа време. Што беше она клучно во мене да ме предизвика да станам борбена мајка
прво, па потоа борец за човекови права. Се обратив во институцијата која беше задолжена за правата на овие граѓани, како граѓанин со уште една мајка, дека јас не смеам да го претинам овој праватен однос, дека не можам да работам 8 часовно време. Законот беше во процедура и не можеше да се дозволи. На министерот му кажа дека од утре делта ќе го носам сини во неговиот кабинет, за да се движи 8 часа додека јас работам, за 2 месеци дозволија двете мајки да работиме скратено работно време, иако законот не беше донесен, се донесе после 2 години. Значи, тоа се оние во информациите и комуникациите. Тука е главната работа на институциите, но и на здруженијата, затоа постоиме, за да го информираме нашето членство, но не само ние здруженијата кои се залагаме за оваа категорија. Многу повеќе може да гадат здруженија кои воопшто никогаш не работеле за оваа категорија на граѓани, како што ово твори го водеше чекор по чекор нашите заработници и допринесоа промени во неколку општини. Најважната и најтешката бариера и предизвикот е институционалната бариера, а законите, прописите и политиките на национално ниво и локално ниво. Значи, самите институции и невладините организации треба да знаат дека мора да се работуваат. Ако сакаат дискусија, ако сакаат да се вклучат лицата со повреженост, мора да има меѓусекторска соработа. Што направивме со самопроценките во овој проект? Утврдивме дека меѓусекторската соработа е многу мала, да не кажам еднаква на нула. Секој се држи до своето, владеја силета, владеја принципи, владеја препреки, владеја недоверба во невладиниот сектор кој има многу алати за да ги подржи институциите и општините. За нашата општина имаме и позитивни и негативни искуства, но можам да кажам додека бев во другото здружение, јас сум активна во невладин сектор од 90 година, тоа се 30 години. Создадовме дневен центар за возрастни лица, дневниот центар Порека наша, каде што единствени средства кои се финансираат овој дневен центар се од буџетот на општината. Во државата само 2 општини финансираат ваква форма во целост. Тука имаме и расправи, имаме и убави моменти кога славаме ова што е создадено. Денеска сакам да се благодарам на Живка Крстовски што денеска е со нас, што ни беше најголемата поддршка на мене и на Татјана во борбата за оваа социјална услуга. И плачевме и се караме, но работевме заедно да постои и постои. И ќе постои и ќе треба да се создадат нови услуги. Понатаму општината во соработка со инклузива, прва општина со Крива Баланска направија веб страница која е пристапна, што може да ја разбере секој граѓанин со повреженост. Тоа беше бесплатно, постојат таласки што не чинат пари. Само треба да се знае како. Исто така гледаме во другите општини се движат работите, но не по обемот на кој е потребно. И се уште владее едно промовирање, да кажем, ако некој нешто направи за лицата со повреженост да се третира како привилегија. Сите треба да сватиме дека тие лица имаат права и се што ќе направиме, тоа е наша должност. На крај би се заблагодарила на Европска унија што поддржува вакви проекти, што не поддржува сите родители и лица со повреженост,
при нашето залагање за вклучување во локалната заедница и општеството. Благодарам. И тука завршува овој дел што ние за вас го подготвивме и се надеваме дека сте инспирирани сега да одиме со овој дел од овој настан кој го планиравме за вашите прашања, размисли, можеби искуства кои што ќе сакате да ги споделите, инспирирани од овие прикажани кои што слушнавме. Имаме некои предвидено 10 до 15 минути за една вака формална дискусија, па некој сака да сподели нешто, да каже, да ги праша нашите соговорници или гости, сега е времето предвидено за тоа. I'll ask a question to encourage discussion. From the teachers here and the school directors and the municipalities, we have a new primary education law which has very good language on inclusion. So I'm quite interested to know from you, have you read the law and have you started discussing how you're going to start implementing it? That's a good question. Ми јави од преведувачите дека звукот не отишол кај нив, па јас ќе преведам. Значи едно прашање до директорите и наставниците кои се однесува на новиот закон за основно образование. Дали може некој да ни каже нако со што размислувате, со што ќе се соочувате, какви предизвици има пред вас, пред овие одредби кои што јазички се многу убаво формулирани, но што точно ги значат и во практика? Добар ден, мислите? Мило ми е што сепак има ваков вид на семењаки. Јас доаѓам од Гостиве, од основно училиште. Во моментот сум назначена како директор, но работам уже 26 години како наставник на одделенска настава. Во нашето училиште имаме паралелка повеќе од 30 години за деца со попреченост. Имаме 20 колеги кои се дефектологи. Одделението е поделено од прво до 5 и од 6 до 9 одделение. Законот има некои промени, но тие промени не се доволни, поради тоа што, како што самите се искажавте претходно, средината е таа која треба и која треба да ги прифати разликите на децата кои имаат попреченост. Значи, не се работи само за вработените, но се работи од самата средина и колку тие ќе бидат прифатени од децата, од другите вработени и од тоа колкави услови имаме ние за да им овозможиме на тие деца да се вклучат во училиштата. Како училиште сме едно меѓу најбројните во градот, но не значи дека ги имаме и ги поседуваме тие услови кои треба да ги имат тие деца. Значи, спрема законот, лицата кои имаат приближно исти болести треба да се по 5, од 5 до 8 дечиња во една група. Значи, тука треба сепак да се имало предвид, да се има спрема диагнозата на личнината, која имаат, а не може, например, само да се прифатат тие деца, зашто ги имаат тие различни посебности, да се пикнат во одделение само за да бидат присутни во училиштето. Значи, тука сепак се работи за не неприфаќање, но сепак за услови да им се овозможи на тие деца, на вистина да ги имат условите кои им прилегаат, кои би требало да ги имат како сите останати. И, значи, разликите во законот се некои, меѓутоа не се доволни за сите ние кои секој ден се соочуваме со различни видови на категории на тие лица со попреченост.